Добар ден, почитувани сограѓани. Денеска е мојот 6-ти ден во самоизолација, се чувствувам одлично и здравствено и физички. Ја користам оваа прилика да посакам добро здравје вам и на вашите семејства, на сите оние кои што се инфицирани од COVID-19 вирусот побрзо закрепнување, а на медицинските лица, припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата, да им се заблагодарам за сето она што го прават за македонските граѓани и за Македонија. Денеска ја користам оваа прилика да коментирам 4 теми кои што се актуелни изминативи денови. Би започнал со можеби најактуелната, а тоа е состојбата со COVID-19 вирусот во Куманово. Во текот на вчерашниот ден имавме голем број на апели на кумановчани, па дури и на градоначалникот на Куманово до владата за прогласување на кризна состојба и по успешно справување со COVID-19 вирусот и оваа пандемија која што не задеси. Но од друга страна, видовме еден примитивен инет, надменост, би рекол лична фрустрација и суета од страна на владата и техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој никако позитивно да одговори на барањето на кумановчани и градоначалникот на Куманово. Иако и кумановчани сите ние сме свесни дека пред некоја недела токму лично тој, под превезот на хуманитарна помош за ранливите социјални категории, се обидуваше да спечели некои политички поени, на тој начин практично ја расшири COVID-19 вирусот и пандемијата во Куманово. Но ја користам оваа прилика да апелирам до него да ја надмине личната фрустрација и суета и да излезе позитивно во пресрет на барањата на кумановчани и градоначалникот на Куманово, бидејќи има време и за внатрепартиски пресметки, има време и за политичка битка. Сега е најважно здравјето на граѓаните и да го поразиме овој вирус кој што за жал е наше денешно секојдневие. Втората тема која што сакам да ја коментирам е економска и е поврзана со предлогот кој што ВМРО ДПМН изминатите неколку недели гласно го артикулираше и го рефлектираше во македонската јавност, а тоа е намалување на стерилизацијата практично на македонските банки во Народната банка и трансфер на дел од таа стерилизација во Министерството за финансии, тоест директно во буџетот на Македонија, а од друга страна тоа што ќе остане како ликвидност да биде директна поддршка за бизнисот, бидејќи таа им е сега најпотребна во овие услови на пандемија. Имено, пред неколку дена бевме сведоци дека Народната банка донесе соопштение преку Советот дека ќе го намали волуменот на благанички записи кои што го нуди на пазарот од 25 милиарди и го намали за 8 милиарди на 17 милиарди денари, или го намали за отприлика 130 на милиони евра, пари кои што ги остави слободни на пазарот, а веќе во текот на вчерашниот ден бевме сведоци дека Министерството за финансии успеа да запише преку 6 и 12 месечни државни записи околу 6 милиарди денари или некаде околу 100 милиони евра, при тоа раздолжувајќи се 25 милиони евра поради стари задолжувања, а останатите, би рекол 75 милиони евра, останаа во буџетот како поддршка на макроекономската стабилност, а од друга страна пак останаа 2 милиарди во банките, кои што апелирам до банките да ги пласираат директно до компаниите, за да можат компаниите да го издржат овој навистина тежок период здрави, а да можат потоа заедно со работниците да ја повратат економската активност и да ја повратат практично 100% македонската економија. Но добро е што конечно Народната банка го послуша советот од ВМРО ДПМН, кој што го рефлектиравме изминативе неколку недели и успеа да дестерилизира практично некаде околу 130 милиони евра, кои што ќе бидат директна поддршка за макроекономската стабилност и буџетот на државата, а од друга страна остатокот ќе биде директна помош од страна на банките за македонското стопанство и компаниите да го пребродат овој период. Третата работа која што исто така сакам да ја коментирам е практично исто така предлог на ВМРО ДПМН кој што го рефлектиравме изминатиот период, а тоа е средствата кои што осигурениците ги уплаќаат во вториот задолжителен приватен пензиски фонд, времен карактер да бидат пренасочени во првиот задолжителен државен пензиски фонд. И тоа беше во текот на вчерашниот ден преку господин Наке Чулев, техничкиот министер во Министерството за внатрешни работи, презентирано пред останатите министри за време на владина седница, но за жал истото беше одбиено, со едно чудно образложение кое што навистина не знам дали е примитивен инет или комплетно незнаење, мислам дека е ова второто комплетно незнаење, а образложението е дека веќе во април била исплатена платата за март и второто е дека на тој начин ќе биле
оштетени 500.000 осигуреници и трајно ќе биле одземени нивните средства. Што е комплетно неточно, имено нашата мерка беше предвидена да ги опфати периодот од 1 април до крајот на годината, средствата кои што времено треба да се уплаќаат во вториот, потенцирам треба, значи тие не се уплатени, туку треба да се уплаќаат во периодот од 1 април до крајот од 2020 година во вториот задолжителен пензиски фонд да бидат пренасочени во првиот задолжителен државен фонд и на тој начин да се обезбеди стабилна и сигурна исплата на пензиите за пензионерите да бидат пренесени. И второ, она кое што е најважно, тоа не подразбира одземање на средствата на осигурениците, туку времено поземување да поминеме земјички оваа криза, а потоа по завршувањето на оваа криза со стапка на принос истите тие средства ќе бидат вратени во вториот задолжителен приватен пензиски фонд. Повторно дојде до израз, би рекол, онаа примитивна тврдоглавост, оној примитивен инет кој што целото ова време ја карактеризира оваа влада предводена од Оливер Спасовски. Предлогот беше одбиен со ова, би рекол, изговори кои што навистина рефлектираат едно големо незнаење во оваа влада, што навистина мене ме загрижува и треба да ги загрижува граѓаните, но и треба да ги загрижува осигурениците, пензионерите и стопанството во нашата држава. И четвртата тема, која што сакам да ја коментирам, а тоа се оние настани кои што се случуваа во општината Газибаба изминатите денови во делот на населбата Сингелич, каде што една помала толпа на граѓани се обиде да практично манифестира револт, прекршувајќи го законот и прекршувајќи ја военната состојба која што владее во државата, притоа доведувајќи ги во опасност и сопствените, но и загрозувајќи ги животите и на сограѓаните. Истовремено сакам да изразам полна поддршка на техничкиот министер за Министерството за внатрешни работи господинот Наке Чулев, кој што делуваше резолутно и веднаш поднесе кривична пријава против трите лица кои што практично го иницираа сето на кое што потоа следуваше, а беше манифестирање на револт и грубо кршење на законите и военната состојба во државата. Истовремено го охрабрува Министерството за внатрешни работи да извршат целосна идентификација на сите оние лица кои што го прекршија законот и военната состојба и ги доведува во опасност животите на нашите сограѓани и против истите да бидат поднесени соодветни пријави, како кривични, така и прекршочни, поради тоа што ги прекршиле законите и ги прекршиле военната состојба која што во моментот е активна во Македонија. Законот мора да важи за сите, без разлика на партиската припадност или партиската неприпадност, без разлика за националната припадност, законот мора да важи за сите на целата територија на Република Македонија. Сосема на крај, би сакал уште еднашка да сите граѓани во нашата држава да упатам апел да ги почитуваат препораките на Светската здравствена организација, бидејќи на тој начин се штитат самите себе, но и го штитат здравјето на нашите сограѓани. Најпрвин да ја поразиме здравствено пандемијата, затоа што само здрави луѓе можат Македонија да ја вратат на победнички патеки. Ви благодарам.